Денеска првото утринско кафе ќе го испиеме со Симона Јовчевска. Од 2012 година е вработена во Националната опера и балет и именно е дипломиран соло пејач на Музичката академија во Скопје. Моментално е исто така вработена во Националната опера и балет и има многу што да ни раскаже со оглед на тоа дека освен што има љубов кон музиката, исто така се занимава со изработка на уникатни чадори по кои што верувам дека многумена и ја препознаваат. Да и посакаме добро утро. Благодарам за поканата. Вработена си во Националната опера и балет, за скоро ќе дипломирате на Државниот факултет за психологија, изработувате уникатни чадори, мајка сте на 2 деца. Со оглед на тоа дека и покрај овие обврски ние сме тука заедно, дали ова е вистинска реткост или сте слободни во текот на раните утрински часови, бидејќи на вистина со оглед на овие обврски верувам дека ова ми е голема чест што седнавме овде и снимам едно кратко интервју. Имам интензивна динамика заради споменатите обврски и најчесто од сабајле сум слободна и можам да извам вака време за кафе, да се видам со пријатели или да споделам некој мој искуство на телевизија, интервју или со вашата рубрика. Може да се издвои време, ама периодот ми е навистина интензивно, така што најчесто сум зафатена за жал, што морам тоа да го кажам. Како најчесто ви започнува утрото? Имате ли некои утрински ритуали, не знам, подготовка за во Националната опера и балет, односно подготовка пред работа или како ви поминува едно вообичаено утро? Пред 5 години имав навистина ритуали. Станував 2 часа пред да ги однесам децата во школа и така натака. Сега имам ритуал да го гасам алармот 3 пати, од кога ќе звони, да ми е тешко да станам наутро. Заради тоа што знам дека ме очекуваат многу обврски, така се борам моментално сутрата. Но сепак е еден друг период со интересен предизвик, заради тоа што и на сабајле сум личност која што тешко се буди. Не старано буди. Не, сакам мирни утра, повеќе сум ноќна птица. Ја сакам ноќта. Така да тие рутински навики на утро ги имам изгубено, но сепак гледам да го започнам утрото тивко мирно и со шолја кафе. Од 6 години го започнавте своето музичко образование во Битола, именно прв инструмент на кој што започнавте да свирите е пијано. Како се роди таа љубов кон музиката? Природно. Имам интересна приказна, заради тоа што уште од 6 години имав љубов да свирам на пијано, а моите родители беа економисти. Никогаш не ја сватија сериозно желбата. И еден ден на 6 години, музичкото училиште ни беше преку улица, заминав сама и им кажав на некој од професорите тамо добар ден, дојдов да се запишам. И ми кажа, каде се твоите родители? Викам, дома. Епа ќе земиш еден од родителите, ќе дојдеш и ќе те запишем. И така започна таа приказна, сама си се запишав. И со поддршка од родителите, секако понатаму продолжив со музичкото образование. Видите, моите родители се економисти. Да. Од кој оваа дарба? Веројатно некоја генетика од претходните генерации, така што не верувам дека туку така сум музичар, некоја комбинација, ама во блиското колено немам некои музичари или некои што се занимавале професионално со музика. Напоменав и во самата најава дека сте вработена во Националната опера и балет. Именно таму работите од 2012 година. Каде се имате настапувано и со кои се сте имале соработка? Како опера, во овие 12 години имаме прилично премиери, настапи, соработката како национална куќа е голема со диригенти од многу земји, од странство, познати диригенти, солисти, особено за мајските оперски вечери, кога е наш месец, месец на операта, фестивалот на операта. И соработката од тој аспект е многу динамична. Моментално не можам да издвам никој посебно, заради тоа што не се сеќавам ни на многу имиња, но имаме можност да споделуваме искуства со познати музичари. Понатаму во приватни проекти секако не вклучуваат, познавајќи дека сме единствен оперски хор. Исто така имаме можност да споделуваме искуства и со другите национални куќи
во државата кои што имаме често сработки. Освен вашата љубов кон музиката, имате и љубов кон уметноста, односно на некој начин многумина ве препознаваат по вашите изработки на уникатни чадори. Како дојде до идејата да изработувате такви уникатни чадори? Предходно, пред да изработувам чадори, изработував ташни. Спонтано, еден ден со моите деца врнеше, не носев со себе чадор, влегов во маркет и беше прилично како за чадор за наши услови скап и се реков зошто за оваа цена, барем некој не направи нешто уникатно. Мислата остана тука, уште истата вечер го отворив чадорот, пробав да експериментирам и од тој момент започна целата приказна со сликање на чадори. Кој беше првиот чадор кој го исцрта, дали може би се сеќаваш? Првиот чадор беше, мислам, чадор за роденденот на мојата сестра, заради тоа што беше една недела пред роденденот на мојата сестра и беше како повод да се инспирирам да ја започнам целата постапка, односно сликањето на уметнички чадори. Беше подарок. Со какви бои црташ, која е онаа техника на цртање, колку време ти одзема голем чадор, колку мал чадор и што се случува ако например сгрешиш при самото цртање, дали таа грешка се поправа? Зависи. Ако изреагирам брзо, можам да коригирам. Но ако работам, например, на црн чадор со бела боја, не. Тоа го фрлам, мислима случајно да фрлам чадор, тоа го правам и тоа е тоа. Едноставно се изнервираш, верувам. И толку. Да, ќе се изнервирам, ќе го оставам чадорот и ќе го фрлам на крај, нема друг избор, или ќе ги поканам децата заедно да исцртаат нешто ако сакаат да играат во тој момент. За боја на чадори користам текстилна боја на чадори, но комбинирам од повеќе фирми заради тоа што во прв момент беше многу тешко да ја погодам пигментот, слоевите се исто така многу битен фактор, пластичноста на бојата и беше бојата на чадорот? Бојата на чадорот користам бои кои што се за темен текстил. Така што покривноста е поголема на боите. На почеток тоа не го знаев и тоа беше слоеви, па се лепи, па паѓа. Процес ги користам, значи, текстилните бои. Тогаш верувам дека многу чадори фрли. Експериментирав на еден чадор. Го сушам, па одам под туш, проверувам дали ќе падне, го затварам, го стегам со преклопот, па го отворам дали ќе лепи и така натака. Беше предизвик, но сега сето тоа успешно функционира. При самиот крај ќе ве прашам и кој е вашиот следен чекор во вашата кариера? Поврзано е сега повеќе во комбинација со психологија и музика. Во однос на креативниот дел немам некакви аспирации во моментот, би го работела тоа што го работам, би цртала чадори. А во однос на другите аспирации би сакала да продолжам со образованието како магистер и би сакала понатаму во земјите каде што има до образование за докторат да завршам социјалното влијание, социјалниот импакт на музиката како алатка. Тоа се моите аспирации, но полека, заради тоа што се високи, а сепак со врските треба голема мотивација за да ги извршам, но се надевам ќе биде. Се надевам и јас ќе биде и ви посакувам многу успех во кариерата на секое поле. Со оглед на тоа дека имате многу насоки кои што ве интересираат и се разбира, ви благодарам многу што имавме можност да го испиеме првото утринско кафе. Благодарам, Марија.